Брекзит нема за цел да ја раздели Европската унија и покрај предстојната криза, порача председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, барајќи поддршка и искажувајќи уверување дека најголемиот светски трговски блок се уште е важна сила. Според Јункер, Британија нема да има право на договор ала карт, кој инаку предвидува да го одбереш она што ти одговара, а да го отфрлиш сето она што не го сакаш. Нашите пријатели и партнери ширум светот, кои длабоко жалат за Брекзит, се прашуваат дали Брекзит всушност е почеток на распадот, процесот на распаѓање на Европската унија. Дозволете ми денес да наведам тука дека ние го почитуваме нивното размислување, но во исто време жалиме заради одлуката на Велика Британија. Но Европската унија во целина не е во опасност. При утврдување на плановите на Европската комисија за прв пат, Обединетото кралство гласаше за излез од ЕУ на 23 јуни, а Јункер го истакна британскиот референдум како предупредување дека ЕУ се соочува со битка за опстанок против национализмот во Европа. Според Јункер, екзистенционалната криза во Унијата е резултат на ставот на дел од членките на ЕУ, кои во преден план ги ставаат само националните интереси, а не и интересите на Унијата. Постојат повремени поделби и фракција таму каде што треба да вложиме дополнителни напори. Токму ова остава простор за галопирачки популизам и не можеме да прифатиме дека заради популизмот не ги решаваме нашите проблеми. Напротив, популизмот создава проблеми и треба да сме свесни за тоа и да се заштитиме. Тој предупреди дека останатите влади на ЕУ треба да ги намалат своите разлики при решавање на многу проблеми со кои се соочуваат нивните економии и општества, иако тој нема планови за соединети европски држави. Советниците велат дека тој верува оти поделбите на политиката на ЕУ се толку големи како што беа и во последните 3 децении. Повикувам на нашата волја за надминување на разликите и поделбите. Нема да се сеќаваат на нашето име низ историјата, но ќе ни судат за силата на нашата волја и убедување, кои мора да бидат интегрални. Нема да се сеќаваат на нас низ историјата, но ќе се сеќаваат на нашите грешки. Да не бидеме виновниците за грешките кои што ќе стават крај на европскиот сон. Мала е веројатноста за големи промени во Унијата, имајќи го в предвид фактот дека Германија и Франција ќе организираат избори наредната година. Но официјалните представници на ЕУ се загрижени дека политичките тензии на левицата и десницата за фискалната политика во еврозоната или пак поделбите при преземањето на бегалците ќе го загрози единството на блокот.